Добар ден на сите и да ви се заблагодарам за присуството. Целта на овој прес денеска е да направиме еден пресек, значи на работењето на јавното предпријатие, од кога сум јас дојде на чело на ова предпријатие. Имено во претходните пресови, а колку што се сеќавам, последниот беше негдека пред Нова година, спомнав дека долговите и хаотичните сите хаотични работи кои ги наследивме во јавното предпријатие, поточно долговите изнесува околу 10 милиони денари. За еден ваков краток период од околу месец, ова година и 2 месеци, значи имаме намалување на затекнатите, односно наследени долгови за околу 60% или тоа се во цифри околу 6 милиони денари. Овој голем успех и пресврт на работата на предпријатието се должи на повеќе мерки кои што се преземени од новото раководство, и тоа отворење на нови работи кои ги обезбеди локалната самоуправа и Фондот за комунален развој. Ви напоменав и во претходните пресови дека ние, односно градежната оператива, излезе во пресред на локалната самоуправа. Значи добиваме работа надвор од кругот на гробиштата, околу поплочувања и сите други оние градежни зафати. Исто така, јавното предпријатие во овој краток период отпочна со производство на собствени производи, бетонски производи, како што се големи мали рабници, коловозни рабници, украсни столпчина кои што се поставуваат исто така на ивиците од рабниците и бекатонски плочки, кои што користат и за наши интерни, внатрешни потреби, но и надвор за локалната самоуправа. Потоа, отворањето на наплатно-информативниот пункт, кој што се наоѓа во центарот на Охрид, односно во просториите на Охридски комуналец, и како вроди со плод, така да наплатата се зголеми во овој период за негде околу 20%. Откриени се, фактурирани и наплатени гробни места и влезови на споменици и други услуги. Потоа откриени и ажурирани се податоци за над околу 600 пасивни сметки и доста голем дел од нив се исто така наплатени. И тој процес морам да напоменам дека продолжува и понатаму. Инаку со доаѓањето овдека на ова позиција ние наследивме некаде околу 1600 такви пасивни сметки. Кадрови промени, воведување на ред и дисциплина исто така доведе до едни вакви сакани, значи, резултати. Превземање на мерки на драстично намалување на трошоците и зголемување на приходите со сите овие мерки. Посебно би сакал да истакнам приходите кои што ги добивме со издавање под закуп на ресторанот, кои изнесуваат 1.076.992 денари, кои за разлика од претходната година кои што средство изнесувале 720.000 денари, така да ова година по тој основ инкасирани се нешто повеќе од 1.000.000 денари. Исто така, издавањето на тезгите за цвеќе, по тој основ во јавното предпријатие инкасирани се 1.870.000 денари, а за разлика од претходната година, по овој основ предпријатието инкасирало само 280.000 денари. Морам да напоменам, во интерес, значи, на граѓаните на општина Охрид, а по барање на локалната, предедовме и две мерки кои што го намалија нашиот буџет за ова година, и тоа, значи, намалување на цената на гробните места во просек за 12% и намалување на таксата за гробарина за точно 120 денари по гробно место. Само по однос на овие две мерки, јавното предпријатие во оваа тековна година помалку би инкасирало околу 2 милиони денари. И со овие помалку инкасирани 2 милиони денари, ние покажуваме, значи, добри финансиски резултати. И убеден сум дека до крајот на оваа календарска година дека старите затекнати долгови ќе ги сведиме на нула.
па потоа можеме да размислуваме за развој на ова предпријатие.